Да, Јована, одговори на овие прашања, ќе поварам од мојот соговорник утрово, магистар Фики Гаспар, психолог и неурофидбек терапевт. Пушењето не е само лоша навика, туку и силна психолошка зависност што се врзува со емоции, мисли и секојдневни ритуали. Зошто токму таа е потешка за надминување од физичката и кои се современите начини на трајно откажување од пушењето на цигари. Фики, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. За почеток ќе започнам што точно подразбираме под психолошка зависност од цигарите и зошто таа често трае подолго од физичката. Така, секогаш треба да знаеме дека зависности се главни и психолошка состојба. Нели, иако имаме и така наречена физиолошка зависност, нели, од самата субстанца на која што сме зависни, психолошкиот дел има многу голем фактор и најтешко е тој да се надмине. Нели, статистиката укажува дека психолошките елементи се некогаш и потешки за средување за разлика од органската зависност. Така. Кои се најчестите тригери, односно ситуации, емоции или пак рутини што ги враќаат луѓето кон цигарата, дури и по обид за откажување? Да, па ако треба да се потрудиме или малку да ги групираме, значи кај пушачите го имаме таа зависност од никотинот, нели, кој што кога ќе се запали цигара влијае, нели, да кажеме краткотрајно позитивно со покачување на допамин. Луѓето овде, нели, почувствуваат релаксираност, опуштеност, дури и мотивацијата и концентрацијата се покажува дека, нели, во некои истражувања дека се зголемува, но краткотрајно, нели, секако штетниот ефект е многу поголем. После го имаме тоа класично и оперативно условување, што го викаме ние психолозите, кое што е поврзување со други работи. Например, многу често кафето го поврзуваат со кафето и цигарите ги поврзуваат, цигарите го поврзуваат со опуштање, со релаксирање, со некоја дружба, со некои активности кои што ги сметаат за позитивни и со тоа класично и оперативно учење прават конекција измеѓу, нели, асоциација помеѓу некои други позитивни работи кои што исто така влијае, но многу често и е подршка пушењето, цигарите се подршка во регулација на емоциите. И тоа е нешто што ние го гледаме, нели, и преку самата наша пракса, но и преку работа. И сите овие целова комбинација која ќе направите од две повеќе групи, нели, затоа луѓето кои што се зависни од пушење се држат до таа зависност и секако треба, нели, посложена комбинирана работа за да се надмине и, нели, да се престане со пушење. Зошто класичното само ќе престанам најчесто не функционира кога станува збор за пушењето на цигари? Така, па баш ради овие сите работи кои што ги кажавме, многу посложено е. Значи се работи сепак и за навики и за научен начин на функционирање. Секако, нели, го имаме и тој момент на зависноста која што е никотинска. Исто така треба да знаеме дека истражувањата покажуваат дека луѓето кои што се зависници, посебно, нели, од цигарите, имаат малку послаба регулација на префронталниот кортекс, што значи дека, нели, полесно запаѓаат во таа зависност и потешко можат да се откажат и некогаш и самото тоа тие убедувања што ги имаме, нереални когнитивни убедувања ги викаат, се врзани за кога сакам можам да престанам, ништо не значи, ова јас сум во контрола и тоа малку ни го одложува моментот на тоа, нели, да се престане со пушење, затоа што му возможува на начинот на пушачите да продолжат, нели, да ја намалат тежината на самата зависност и уствари со тоа продолжуваат со однесувањето. И сите овие комбинации влијаат да не е така едноставно надминувањето да се, нели, да се стане непушач од пушач. Кажете ми, каква улога има неурофидбек терапијата во психолошкото откажување од зависноста и за кого оваа терапија е најсоодветна? Така, неурофидбекот е одредена неинвазивна метода која што, нели, не прави штета, работи со саморегулација на мозочната активност. Значи, уствари,
целта кај корисниците е да се научи саморегулација на тие мозочни бранови, кои што се прават преку таа компјутерски потпомогната апаратура и метода. И истражувањата покажуваат дека кај пушачите бета-2 бранот, или тој бранот кај што се гледа анксиозност, напнатост е скоро секогаш повисок, а алфа бранот кој што е спротивно од бета бранот за релаксација, за опуштање, е доста понизок. И секако со неурофидбекот има протокол кој што се дава специфично за зависности, со тоа што секако мора да се направи проценка за секој индивидуален корисник, но истражувањата покажуваат дека знае да биде доста ефикасно и ние во нашата пракса имаме доста работено, за жал, со зависности и покажува позитивни резултати во однос на работата. Секако неурофидбекот се препорачува како поддршка во зависноста, иако мора да се работи паралелно и психолошки, да се вметнати други методи кои што можат со цел комбинирано да се сработи ситуацијата и да се надмине зависноста. Фики, за крај на нашиот разговор, мојот колега Драги неколку пати се обидувал да се откажи од пушењето, а такви имаме илјадници случаи. Која е пораката до оние граѓани што сакаат да се откажат од пушење на цигари, а притоа повторно да не се вратат на старите навики? Така, тоа е често што го гледаме во такви ситуации, дека луѓето успеваат на одреден период да се откажат од цигарите и потоа се навраќат. Тоа треба да се дефинира дали се работи за мотивација, пошто краткотрајна мотивација може да го надмине, но кога веќе психолошките ефекти ќе се вклучат, и кога луѓето ќе сватат дека можеби добиваат некоја поддршка, иако таа е психолошки направена и со тоа класично оперативно условување, и ќе видат дека од цигарите уствари им влијаат и на некое смирување и на одредени други работи, и многу често тоа е тоа што им фали и затоа пак се навраќаат на цигарите. Така да мојата препорака е да пробаат самостојно. Ако не успеат и ако видат дека сепак се навраќаат често, тогаш дефинитивно да се консултираат со професионално лице за да видат точно што е тоа што треба да го изменат во начинот на функционирање, за да може тоа откажување да кажеме трајно. Фики, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и благодарам за споделените совети. Благодарам и на вас. Драги, ги чувме советите од Фики и Гаспар утрово за тоа како да се надмине таа психолошка зависност од пушењето на цигари. Во Македонија наутро разговаравме со магистер Фики Гаспар, психолог и неурофидбек терапевт.